Bez nekoja posebna manifestacija i sopolaganje na cveke pred spomenikot na Goce Delčev, Delčevo je odbeleža godišninata od smrtta na svojot patron. Na svojot učitelnu i čovekot na kogo gradot mu go dolži epitetot revolucioneren, se podseti i Štip. Ние како Štip можеме да се гордееме што Гоце Делчев од Софија доаѓа овде во нашиот град, доаѓа овде во Ново село, доаѓа овде во ова училиште и 2 години е учител во нашето училиште. Тука се среќава со Даме Груев, со Петар Попарсов, со Ѓорче Петров и тука се зачленува во Третата македонска револуционерна организација. Во Ново село шири просвета. Голем број на деца завршиле училиште благодарение на него. Iako oficijalno nikoj nego spomna, borcite ne zaboravija na ovoj den da se setati na Josip Broz Tito i неговата улога во формирањето на македонската самобитност. За македонскиот народ има големо значење со оглед на тоа дека на 29 ноември 1943 година на второто заседање на АВНОј лично тој го има подпишано актот дека Македонија заслужува да биде равноправна членка на како и сите други социјалистички републики. Она што официјалната политика од 1990 година наваму се труди да го заборави, меморијата на народот добро го чува. Најдобар човек на леда Југославија на планетата дури. Најубавото нешто што постоеше. Единиот човек што ни даде и држава и се. Тито го тражиме. Тражиме го Тито, ма нема го Тито. У неговото време, знаеш, у секој джеп пара имаше. Добра држава, здрава држава беше. Поштовано, добро таков беше стандардо и се најубаво. A najmalku 60 žitelji od regionot Glavno Kočanci денес се поклонија пред гробот на Титово Белград. Здруженијето кое го носи Титовото име секој ден има се повеќе членови. Со самото тоа што гледате дека има многу свет кои што ќе идат оваа година, тоа е и одговор дека се зголемува и бројот на членството, како на повозрасни, така и на помлади лица. Инаку денес се одбележаа 114 години од убиството на Делчев и 37 од смртта на Тито.